Откако ќе ги поставиме целите и ќе добиеме една целосна слика за сензорниот дефицит на детето, тука настапуваме преку план со активности кои што треба да се спроведени за овие реквизити кои што не се поставени не случајно овака. Значи, влегува детето во сензорната соба, не води, сето тоа изгледа како некоја игра, но ние сме тие кои што го креираме моментот за третирање на одреден систем кој што му е дефицитарен во моментот. Например, ако има проблем во вестибуларниот систем, односно тоа е систем кој што ни дава рамнотежата, ни дава стабилноста, начинот на кој што се движиме низ просторот, организацијата комплетно на телото, ги користиме трамбулина, потоа ова лизгалка, исто базенот ни е многу добар, ролерите кои што ни се набавени и карпата. Ни не достигаат само улачките, кои што исто така не се многу голема потреба за стимулирање на тој систем. Дефицитот во било кој одреден систем можеме да го покриеме со сите други реквизити, кои што реално се наменати за поголем број на системи. Значи за тактилниот, за проприоцептивниот, имаме исто текчиња набавени, лече кој што е специјално за самиот третман и сето тоа многу добро можеме да го покриеме со ваква поставеност и со овие реквизити кои што ги имаме во оваа сензорна соба. Сега ако се запрашаме зошто дете во сензорна соба да дојде, затоа што ние тука преку овој тип и метод да поставуваме една основна база за дете кое што понатаму ќе има добри социјални вештини, ќе биде добро во училиште, ќе може да се игра надвор, ќе може да биде одговорно на задачите кои што ќе му бидат поставени низ животот и едноставно го инклузираме во целата средина која што е потребна да биде вклучено низ текот на целиот живот. Сето ова не можеме да го постигнеме доколку немаме присутен родител, значи овој метод бара, односно инсистираме секој родител кој што ќе доаѓа детето во сензорна соба да биде присутен тука и треба да го обучиме комплетно самиот родител да продолжи во домашна средина за оваа терапија.